Благодарам, председателе. Почитуван заменик министер за труд и социјална политика, почитувана македонска јавност и медиуми, почитувани колеги. Денес расправаме за Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување по скратена постапка. Овој закон се однесува на усогласување на платите на вработените во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување со минималната плата и треба да се применува од месец март 2022 година. Како пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ ќе го поддржиме ова законско решение со цел олеснување и подобрување на животниот стандард на оваа група на граѓани. Во исто време сакам да го потенцирам предупредувањето што го најавуваше Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и издруженија на граѓани, кои го кажаа уште пред една година, дека доколку има зголемување на минималната плата, а нема слух владата за скалесто покачување на останатите плати, ќе дојде до крах на системот на плати во администрацијата и во правосудството. Дали станува збор за незнаење за начинот на пресметка за плати на сопствените работници или намерно се прави она што се направи, една цела категорија вработени во администрацијата, кои беа барем малку над минималната плата, сега да примаат само минимална плата. И што правиме од тогаш до сега? Постојано носиме усогласување на законите со минималната плата. Носиме исто така измена на бодовите за пресметка на платите на категорија на вработени во администрацијата, кои со донесување на минималната плата останаа под истата. Истото се случуваше и со измена на Законот за детска заштита, каде што измените на законот се однесуваа само на категорија D4 за неговател, помошно стручен работник, приправник, каде утврдениот бод од 192 се зголеми на 224. Тоа се направи затоа што платата на оваа категорија на вработени беше под минималната, односно изнесуваше 16.284 денари, а минималната беше 18.000. Почитувани граѓани, доколку владата ги почитуваше сопствените закони и вршеше усогласување на платите со порастот на минималната плата, како што тоа е пропишано со членот 8 од Законот за минимална плата, до ваква состојба од постојани измени на закони воопшто немаше ни да дојде. Со членот 8 од Законот за минимална плата се предвидува дека со минималната плата ќе се изврши усогласување со колективните договори во рок од 6 месеци од донесување на Законот за минимална плата, кој бил донесен уште во 2012 година. Но, за жал, оваа влада не го направи тоа лани во 2022 година. Затоа имаме постојано усогласување и тоа само на најниската категорија на вработени, кои всушност земаат плата под минималната. Еве и денес, со овие измени на Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиско и инвалидско осигурување, по скратена постапка, со членот 1 се уредуваат бодовите за пресметка на платите на вработените во стручната служба на фондот. Односно се додава минималната плата како дел на плата за да се усогласи со Законот за минимална плата и Законот за административни службеници. Има промена на бодовите, каде бодовите се намалуваат. Во постојниот закон категорија Б беше од 540 до 716 бода, категорија В од 430 до 540 бодови и категорија Г од 300 до 400 бодови. Со новиот предлог закон предвидено е категорија Б да биде од 218 до 393 бодови, категорија В од 108 до 217 бодови и категорија Г од 1 до 77 бодови. Понатаму во измените со член 1 став 2 се вели дека на бодовите за пресметка на плата на вработените во стручната служба на фондот и се додава минималната плата како дел од платата, а делот на плата за работен стаж на административниот службеник се вреднува во износ од 0,5% од збирот на делот на плата пресметан според
бодовите по категорија од ставот 1 на овој член на минимална плата за секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 20%. Покрај ова, сакам да истакнам дека ние како пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ со коалицијата укажувавме и предупредувавме со измените на Законот за административни службеници дека се предвидуваше покачување на платите само на службениците од ниво Г на сложеност на работа и дека за останатите категории нема да има покачување на плата. Имавме и амандман кој го поднесовме на барање на сите репрезентативни синдикати, кој имаше за цел усогласување со минималната плата да биде предвидено за сите категории вработени, според Законот за административни службеници. Баравме исто така и линеарно зголемување на платите за сите вработени во јавниот сектор и тоа за 2800 денари. Но за жал мнозинството од власта овој амандман го одби. Предупредувавме дека со тие измени на Законот за административни службеници нема да се подобри стандардот на граѓаните, туку ќе се создадат дополнителни проблеми и зголемување на веќе големата бројка на граѓани приматели на минимална плата. Исто така, ова законско решение направи дополнително дисбаланс на платите во однос на сложеноста на работните места, кои вработените во јавниот сектор го почувствуваа, поради што се сеќавате и вие дека лани имаше големи незадоволства и штрајкови на работниците. И што правевме? Ние постојано носиме осогласување на закони со минималната плата и Законот за административни службеници, но само за една група на граѓани, а не за сите вработени. Истото го правиме и денес. На крај сакам да потенцирам дека ова се само минимални покачувања во однос на покачувањата на цените на сите основни производи кои се случија во изминатиот период. Сега се прави некое намалување на цените, но тоа е минимално наспроти покачувањата и таксите кои се прават по институциите. Сепак, како што кажав и на почетокот, ние како пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата ќе го поддржиме ова законско решение и се што е добро за подобрување на стандардот на работниците и вработените по институциите во нашата држава. Затоа што, сепак, високата инфлација, знаеме дека им ги подјаде платите и стандардот секојдневно им опаѓа. Тоа што лани можело да се купи за 1000 денари, веќе оваа година може истото да се купи за многу повеќе од 1000 денари. Граѓаните се свесни за овие покачувања, затоа што тоа го чувствуваат во секојдневното пазарење. Сите засегнати страни, па и обичните граѓани, ја препознаја оваа неискреност од страна на власта. Така да, очекувано ќе биде на следните избори народот да се изјасни и конечно оваа влада да замине. Благодарам.